Hello! Добар ден, драги петтоделенци. Јас сум вашата наставничка по англиски денеска, Марина. Да видиме што ќе работиме денес. Денеска имаме да се запознаеме со разликите помеѓу двете сегашни времиња во англиски јазик, present simple и present continuous tense. И да видиме кои прилози за време, односно како се користи едното, а како другото граматичко време. Ке почнеме со present simple. Да се подсетиме, тоа се користи за вообичаени действија, повторливи действија и се гради така што на глаголот само во трето лице еднина му додаваме наставка s или es, а сите други лица си го имат глаголот во својата основна форма. Еве имаме I live in a house, you live in a house, they live in a house, но за трето лице еднина ќе биде he lives in a house. Ако сакаме да направиме одречна форма, нека нешто не се случува, тогаш го користиме помошниот глагол don't во својата одречна форма, а за трето лице еднина doesn't. И ќе биде I don't live in a house, ама за трето лице еднина, например, she doesn't live in a house. И забележуваме дека во одречна форма наставката s кај трето лице еднина се губи. И прашална реченица во present simple, ако сакаме да направиме повторно, ќе користиме do, а за само трето лице еднина помошен глагол does. Do you live in a house? Do they live in a house? Но ќе биде does he live in a house. И забележуваме дека и во прашална реченица, кога имаме does, наставката s од трето лице еднина се губи. Што значи present simple се гради така што глаголите се во својата основна форма, само во потврдна форма, само за трето лице еднина има наставка s или es. Да видиме како ќе се користи ова време, кои се прилози за време. Спомнавме повторливи действија, значи нешто што се прави секојдневно, што е рутина, што се повторува стално. Прилози за време би биле every day и се што оди со every. Every year, every month, in the morning, at night, every afternoon, on Mondays, for the weekends. Например, he gets up at 7 o'clock in the morning. Секој утро станува во 7 сатот. I play basketball with Tom every Saturday. Исто така се користи за оние повторливи действија, односно со adverbs of frequency, што се викаат always, usually, often, sometimes, never. They usually drink tea in their garden. Mary always brushes her teeth in the morning. И исто така се користи за некои действија што стално важат или се некој природен закон, со нив нема прилог за време, ама укажуваат на една повторливост и постојаност. She lives in Canada. My sister is a doctor. Или it snows in winter. Значи, се користи со овие прилози за време за нешто што се врши повторливо, постојано и е некаква состојба што трае. Добро, present continuous tense. Другото сегашно време се користи за действија што се вршат само во моментот на зборувањето. За сега. Овдека имаме помошен глагол to be и наставка на главниот глагол ing. И to be се менува по времиња, ing си останува. I'm reading a book. She is reading a book. He is reading a book. Во множина we are или they are reading a book. Одречна форма се прави така што помошниот глагол to be добива наставка not. I'm not reading a book. She isn't reading a book. They aren't reading a book. Гледате? А прашална се прави просто со инверзија. Само глаголот to be доаѓа напред пред подметот. Еве. Am I reading a book? Is he reading a book? Are we reading a book? И гледаме дека наставката ing овдека останува и во потврдна, и во прашална, и во одречна форма. Како би го користеле сега ова време сегашно, за разлика од претходното? Рековме се случува за действија што се случуваат сега во моментот на зборувањето.
Now, at the moment, today. She is cleaning her room now. The pupils are writing their tests at the moment. Или today he is going to work by bike. Исклучиво сега додека зборуваме. Исто така, може да нема прилог за време, ама имаме некој зборчина што укажува дека нештото се врши сега. Например, listen, the dog is barking. Look, she's climbing a tree. Најдобро ќе се види со примери. Еве, John always works hard, but today he is lying on the beach. Кога кажуваме што се прави стално, се користи simple, а кога кажуваме што се врши сега додека зборуваме, е present continuous. She never wears jeans, but now she is wearing them. We go to school by bus every day, but at the moment we are going by car. Cats usually chase mice, but look, this cat isn't chasing them, she's playing with them. Обично го прави ова, ама во моментот се случува ова. I often wear red. Listen, someone is playing the piano. Значи гледаме да се повториме за вообичаени действија, повторливи действија, present simple. За она што се врши сега, денеска, во моментот дури зборуваме, present continuous. Или еве, да резимираме за present simple и за present continuous, како се гради, рековме S во трето лице еднина, прашална и одречна со do и does, односно don't и doesn't, а во present continuous имаме to be и наставка ing, прашална форма со инверзија, а одречна со одречување на помошниот глагол to be. Во present simple, наставката S, односно IS е само за трето лице еднина, само за потврдна форма, додека ing е за сите лица и во потврдна, и во прашална, и во одречна форма. И исто така битно како се користат present simple за повторливи. Every day, every year, on Mondays, always, usually, often, sometimes, never, се што укажува на една рутина или повторливост. Додека во present continuous прилози за време се now, at the moment, today, односно се што се врши сега во моментот на зборувањето. Се надевам ова го разбравме. Have a nice day and goodbye.